Здраво, другарчиња. Јас сум Драгана, воспитувач во детската градинка 13 ноември од Скопје. Денеска сакам да ви раскажам една многу интересна приказна во која учествуваат Медо, Лисица и Волкот. Во неа се зборува за деновите во неделата. Но пред да почнам да ви раскажувам, сакам да ве прашам дали знаете кој ден е денеска? Токму така, другарчиња, денеска е понеделник, првиот ден од неделата. Но кои се останатите денови, ќе ви раскажам со приказна. Ваша задача е сега да се седнете удобно, да ги отворите очите и ушите и да внимавате. Започнуваме. Се случува во шумата во доцна есен. Дедо Медо е пред пештерата, а Лисицата и Волкот разговараат за дрвото. Добар ден, Волчко. Како си? Што си се згрчил така? О, добар ден, Лиске. Добар сум, но само малку ми студи, па затоа сум згрчен. Па зарем твојот дебел кожух не те грее? Еве мене, многу ми е топло во мојата бунда. Само малку ми студи на нозете. Токму така, Лиске, и мене ми студи на нозете. Затоа дојдов овде кај пештерата на Медо. Секој ден го гледам како шета низ шумата, а на нозете носи прекрасни чорапи. Носи чорапи? Какви се по боја? Ех, Лиске, јас не се разбирам од бој. Медо ги спружува чорапите пред својата пештера и ги стогледува Волкот и Лисицата. Еј, вие, што правите овде пред мојата пештера? Драги Медо, дојдовме да те прашаме од каде ти се чорапите. Еве доаѓа зима, а нас многу ни студи на нозете. А моите чорапи ми ги сплете кокошката плетачка. Знаете, и мене многу ми студи на нозете. Морав да ги тријам со шипите и да ги затоплувам. Но, штом ќе престанев со триењето, нозете повторно почнуваат да ми студат. А јас имам толку многу работа, па не можам само да седам и да ги тријам нозете. Затоа, отидов кај кокошката плетачка, ја замолив, а таа ми сплете 7 пара чорапи. А зошто твоите чорапи се во различни бои? Праша Волкот. Кокошката плетачка ми сплете 7 пара чорапи во 7 различни бои. Сините за понеделник, жолтите за вторник, зелените за среда, розевите за четврток, портокаловите за петок, црвените за сабота и белите за недела. Знаете, јас, иако сум стар, сакам и во недела да сум убаво облечен. Знаеш, Медо, мене ми е доволно само еден пар чорапи да имам. Не, Лиске, секој треба да има повеќе пара чорапи, бидејќи тие брзо се валкаат и треба секој ден да ги менуваме. Медо, дали ќе сака кокошката плетачка да ни сплете и на нас чорапи? Тоа не знам. Појдете во селото, таа живее во крајната куќа. А што ќе се случи, дојдете да ми раскажете. А сега довидување, јас имам многу работа, морам да се подготвам за долгиот зимски сон. Се надевам, другарчиња, дека ви се допадна приказната, затоа што знам дека вие многу сакате кога ви читаме приказни. Но, ајде малку сега да повториме нешто од приказната. Ајде кажете ми, дали запомнивте колку пара чорапи имал Медо? Така е, другарчиња, имал 7 пара чорапи. Ајде заедно да ги изброиме. 1 пар, 2 пара, 3 пара, 4 пара, 5 пара, 6 пара, 7 пара. Браво, другарчиња. Но
Ајде, кажете ми, од каде знаел Недо кој пар чорапи за кој ден да ги облече? По што ги распознавал? Така е, другарчиња, ги распознавал по боите. Ајде сега повторно заедно со мене да ги кажеме која боја за кој ден е. Понеделник – сини, вторник – жолти, среда – зелени, четврток – розеви, петок – портокалови, сабота – црвени и недела – бели. Така е, другарчиња, браво. Јас сега би сакала да ви дадам еден предлог на еден бел лист со моливче или со боичка, да нацртате чорапи, со ножички да ги исечете и потоа да ги обоите како што биле чорапите на Недо за секој ден во неделата. Бидејќи денеска сме понеделник, јас нацртав едни чорапи и ги обоев во како што е првиот ден во неделата, сини. Имам и уште еден предлог, една многу интересна стихотворба, која заедно со вашите родители ќе ја научите. И така ќе ги научите и деновите во неделата. Таја се вика седмонес. Денеска е недела. Понедела – понеделник, втор ден – вторник, во средина – среда, четвртиот ден – четврток, петтиот е петок, по петок – сабота, по сабота – недела и се така од почеток. Многу е кратка и многу е интересна. А сега, другарчиња, имајте убав ден и останете во добро здравје. Чао, другарчиња!